Почитувани, денешниот прес е со цел да ја запознаеме македонската јавност со тоа како СДСМ, кој сега жестоко се противи на нашиот предлог за зголемување на ликвидноста во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, во првата половина од менатата 2019 година на мала врата успеа да ги испразни приватните пензиски фондови за цели 120 милиони евра или 7,2 милиарди денари. И сето тоа да го продаде во јавноста како наводна реформа со која се стабилизирал пензискиот систем во Македонија. Ова се изврши со масовна операција, со која околу 16 до 17.000 осигуреници, без да бидат прашани, заедно со своите заштеди, кои им беа конфискувани, беа трансферирани во Државниот пензиски фонд, Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Почитувани, согласно Законот за измени и дополнување на Законот за капитално финансирано пензиско осигурување, објавен во службен весник број 245 од 2018 година, донесен од страна на Македонскиот парламент на седница одржана на 28 декември 2018 година, кој стапи на сила на 1 јануари 2019 година, направени се следниве суштински измени кои, според логиката на ставовите, изнесени од високи представници на СДСМ во текот на изминатите денови, представуваат група повреда на правата на одредени групи осигуреници во системот на пензиско инвалидско осигурување во Македонија. Именно со овие измени, по сила на закон им престана членството во вториот столб и нивните средства се префрлија во Државниот фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија на следниве групи осигуреници. Прво, сите лица родени пред 1 јануари 1967 година, а биле вработени за прв пат по 1 јануари 2003 година, на овие осигуреници нивните средства во рок од 6 месеци, согласно закон им се префрлени во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, а осигурениците остануваат членови само во тековно финансираното пензиско осигурување засновано на генерацијска солидарност, тоест во Државниот фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Второ, на 1 јануари 2019 година од членство во задолжителен пензиски фонд се исклучени приватен пензиски фонд, се исклучени сите категории на осигуреници кои имаа бенефициран стаж и нивните средства во рок од 6 месеци се префрлени во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија. Трето, сите индивидуални земјоделци со својство на осигуреник во вториот пензиски столб, заедно со нивните средства, се префрлени во Државниот пензиски фонд. Четврто, сите вршители на самостојна дејност за трговија на мало на тезги и пазари со својство на осигуреник во вториот пензиски столб, значи приватните пензиски фондови, заедно со нивните средства се исто така префрлени во Државниот пензиски фонд. Врз основа на следниве, сега изнесени несоборливи факти, ги упатуваме следните прашања до господинот Зоран Заев и до госпогица Мила Царовска, поранешен министер за труд и социјална политика во владата на Македонија. Прво, господине Заев, дали на горе наведените категории осигуреници и префрлањето на нивните средства во Државниот пензиски фонд по административен пат извршивте експропријација на нивниот приватен имот, слично како да им отидете дома и оттаму да им земете пари? Второ, господине Заев, дали ова се сведува на посегање на нивни лични средства на нивните сметки во банка? И дали планирате на некој начин да ги обештетите овие 17.000 граѓани на кои без да ги прашате сте им ги земале личните заштеди од нивните сметки во приватните пензиски друштва? Да ја подсетиме, станува збор за 120 милиони евра. И на крај, прашање до госпогица Мила Царовска. Како од денешна перспектива, кога вашиот лидер Зоран Заев кажува дека посегањето по личните сметки на граѓаните представувало своевидна кражба, гледате на фактот што според логиката на вашиот лидер, трајно сте оштетиле 17.000 осигуреници во приватните пензиски фондови, илјадници професионални војници, припадници на Министерството за внатрешни работи, рудари, земјоделци, самостојни трговци и бројни други осигуреници. Почитувани, ВМРО ДПМН уште еднаш повикува сериозно да се разгледа нашиот предлог, почнувајќи од март оваа година. Делот од придонесот за пензиско инвалидско осигурување, кој се насочува кон едно од трите пензиски друштва за капитално финансирано пензиско осигурување, приватни пензиски фондови, одреден временски период, додека трае кризата и последиците од неа, да се уплаќа во Фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија. Оваа поддршка му е неопходна на Државниот пензиски фонд, со оглед на тоа што речиси 100% од пензиите на тековните пензионери се исплаќаат од овој фонд и дури во нормални околности
недостигот на средства државата го надополнува со трансфери од државниот буџет. Значи не станува збор за некакво зафаќање на средства на осигурениците кои се акумулирани на нивните сметки кај приватните пензиски друштва, кое што видовме го направи владата на СДСМ изминатата година, како што сега сака да се манипулира од страна на власта и медиумите под нивна закрила. Дури може да се размислува во иднина кога ќе се стабилизираат состојбите, осигурениците да се компензираат за висината на овие средства кои времено ќе се пренасочат кон фондот за пензиско инвалидско осигурување на Македонија за непречена и навременна исплата на пензиите. Уште еднаш сакаме да подсетиме дека ваквата практика не е невообичаена кај земјите кои имаат задолжителен втор пензиски столб, како и нашиот. По глобалната финансиска и економска криза од годините 2007 до 2009 година, низа земји од Централна и Источна Европа, како што се Балтичките земји, Словачка, Полска, Унгарија и други, интервенираа со пренасочување на уплатите на придонеси од приватните кон државниот пензиски фонд. Може да се очекува дека така ќе постапат и сега, под налетот на тековнава криза. Најави ќе постојат, а најмалку една од нив, Естонија, веќе има предлог закон во оваа насока. Благодарам на вниманието. Доколку има некои прашања, повелете. Професоре Славевски, стигнаа 3 прашања до пресцентарот на ВМРО ДПМН, од кое едно е упатено до вас, останатите две бидејќи се надвор од темите ќе ги одговорам јас. Испративте предлог уредби до владата со економски мерки за компаниите и работниците. Каков одговор добивте од таму и дали и какви нови мерки ќе предложите до владата преку министерот од ВМРО ДПМН? Благодарам за прашањето. До денес е доставена една уредба, затоа што треба да се задоволат определени процедури. Уредбата е природно доставена од нашиот министер за внатрешни работи, затоа што немаме друг начин. Имено таква уредба не прифаќа да подпише господица Нина Ангеловска, поприродно е, затоа што се работи за економски прашања. И по моите информации, уредбата која што се однесува на нашиот предлог, наместо минимална плата од 14.500 денари, субвенцијата за платите кон најпогодените компании и вработени да изнесува 50% од бруто платата, односно трошокот за бруто платата, е доставена и е ставена по моите информации на денешната седница на владата на Македонија, која што е во тек. Други информации немам, останува да добиеме информација од медиумите. Викендов подготвуваме уште една важна уредба токму за прашањето за кое што сега зборував, со кое што предлагаме временно, почнувајќи од март ова година, до крајот на 2020 година, оние 6% од придонесот за пензиско инвалидско осигурување, кои што се уплаќаат во приватните пензиски фондови, времено да се уплатуваат во државниот пензиски фонд, да се зајакне неговата можност за навремена исплата на пензиите. За сето останато, јавноста ќе биде дополнително информирана.